Убави зборови зачинети со хардвардски шмек, но без конкретен напредок за Македонија. Ваканаку со дипломатската фела ја гледа првата и официјална посета на бугарскиот премиер Кирил Петков во Скопје. Поранешниот амбасадор на Македонија во Бугарија, Маријан Ѓорчев, за Алфа вели дека иако посетата наликува на символичен гест на еден почеток на градење на доверба меѓу двете држави, крајниот епилог најверојатно ќе биде друг. Од мој агол на гледање тоа е продолжување на вековната бугарска политика кон така нареченото македонско прашање. Овој пат многу порафинирано, со харвардски тон, со предлози кои што се представуваат како надградување на постојната бугарска позиција, но повторно со повторување на веќе познатите бугарски ставови за непостоење на македонскиот јазик. Така што нема ништо ново, овој пат е многу порафинирано. Мислам дека со тоа се засилува бугарската позиција во Европската унија, дека тие се посветени кон европските вредности, кон човековите права, граѓански слободи, и тоа е новината што ја донесе предлогот на господин Петков. Дека посетата на Петков нема да донесе ништо позначено во придвижување на преговорите за Македонија, смета и поранешниот амбасадор Јован Донев. Тој за Алфа рече дека сето ова било само замајување на јавноста и добар театар. Од страна на Бугарија тоа беше дипломатија на шарм. Тоа беше главната идеја на посетата нормално на премиерот Петков, да ја представи Бугарија во едно поинако светло, како што знаеме со претходниот премиер, нели? Од друга страна нормално се запознае со своите соговорници, со кои што ќе треба во видина да работи од македонска страна. Меѓутоа, тоа е максимум што се постигна, затоа што таа дипломатија на шарм не можеше да пројде, затоа што него му се, мислам, Бугарија има јасни позиции кон Македонија, нешто што мнозинството граѓани не го прифаќаат, така да се на се една добар фестивал, да речем. И двајцата екс-амбасадори сметаат дека отворениот пристап и подготвеноста за диалог на бугарскиот премиер за посетата на Скопје била само обид бугарската страна да го намали меѓународниот притисок за брзо решавање на отворените прашања со Македонија. Иако аналитичарите не очекуваат ништо конкретно, сепак велат дека е многу рано да се направи проценка за ефектот на првата посета на Петков. Познавачите на состојбите не се големи оптимисти дека веќе во јуни ќе имало зелено светло за почеток на преговори, но и поместување на односите меѓу двете земји. Инаку бугарската делегација предводена од премиерот Кирил Петков, посетата ја заокружи со средби на председателот Стево Пендаровски, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, како и со првиот човек на ДУИ Али Ахмети.